А сега е време веќе за нашите први денешни гости. Убав е моментот, голем е поводот, прославуваме 10 години од постоење на ансамбл Студио Фолклор. Добро ви утро и честитки! Добро утро, благодарам на честитките и чест ми и задоволство што ете повторно ова утро ќе се дружиме вака убаво и расположено друштво. Да, кога сме веќе кај друштвото, овде мене во синопсисот ми пишува дека имаме уште гости, така е Слободанка? Така, ги очекуваме и ќе дојдат. Колку што разбрав, затоа што треба да ги видиме во носи. Па така, зашто сме Студио Фолклор, нели? Но вие имате и без ништо да зборувате, додека се спремат тие, така што повелете. Благодарам, Искра. Добро утро до тебе, добро утро до нашите гледачи, сите кои што не следат ова утро. Љупчо Маневски, Студио Фолклор, добро утро и добре ни дојдовте и имаме, како што каже Искра, за што да зборуваме. Така, добро утро до сите ваши ценети гледачи и чест ми е, ќе повторам и задоволство што ете навистина не почитувате, не цените и сакате да осознаете повеќе за фолклорот и за сите случувања во нашата држава. Па тоа е нашето македонско обележје, како нема да не интересира, а секако веднаш со самото тоа и нашите гледачи, сите оние кои што ја сакаат убавата македонска традиција, поготово убавото македонско оро и нашата убава македонска песна. Меѓутоа, да славиме еве честитки од мене, 10 години јубилеј ансамбл Студио Фолклор, каде што јас имав можност и навистина немам зборови со кои што можам да кажам колку уживав во она што јас го впив на вашиот концерт. Меѓутоа имаме и друга причина и друг повод зашто сме ова утро тука, затоа што 10 години ние ги одбележуваме презентирајќи ја македонската традиција и надвор од нашите граници бевте во Шпанија. Така е. Така да се пофалиме малку за тоа и ќе позборуваме секако. Кажа и Искра дека ги очекуваме и двајцата кои што ќе ни се придружат тука во една убава прекрасна македонска. Тоа се двајцата од ветеранската група, ветераните од македонската, да. Нашите ветерани. Значи ние оваа година, цела година одбележуваме еден голем јубилеј, значи постоење 10 години. Значи не е мала работа да обстоиш во овие тешки времиња со некои минимални помош, донации од Министерството за култура и некои спонзори. Но да се надеваме дека ќе биде многу подобро во иднина, така ли? Се надеваме дека тие ќе осознаат многу повеќе за оваа наша работа за културата и за традицијата и ќе имаме поголема помош. Значи направивме еден прекрасен концерт. Преубав. Се дадовме максимум, значи самото спремање на програмата траеше 4 до 5 месеци, значи конфигурацијата на програмата за да се наместат така добро за да... Од она што го видов, да бидам искрена, дури се прашував колку време еве барем го кажавте тоа, колку време е потребно за такви подготовки. Така, значи 4-5 месеци ја спремавме само програмата. Програмата ја спремавме, мислам, во глава за да како би тоа на сцената се појавија 100 играчи, значи само од првата група, ветераните и еден дел од поранешните играчи кои играа во ансамбл Студио Фолклор, а сега нормално се кои на работа, кој е женет, мажен. Сите со обврски. Сите со обврски. Значи, дадовме максимум тие 100 луѓе да се средат на сцена и да изгледаат како што треба. Бараше многу време. Ова се веќе сликите од Шпанија, од нашата сега пред неколку дена завршена турнеја на фестивалот во Калела, каде што ветераните има можност за прв пат меѓународно да се представат и да ги бранат боите на нашата држава. Македонско оро сред Шпанија. Имаше 40 ансамбли. Значи прекрасно многу голем фестивал. За жал тука бевме со скратен состав, бидејќи обврските на ветераните се со работни обврски, со фамилиарни обврски, не можеа сите да присуствуваат. Ние имаме над 30 ветерани, меѓутоа и овие 10 имаат ли кондиција? Јас можам да забележам дека навистина имаат. Спремни, Браво, и желни за уште поголеми успеси и достигнувања. Сега гледачите имаат можност да ја погледнат оваа прекрасна наша убавица, која што ќе ни го разубави ова утро, ќе ни го разубави студиото. Добро утро и добре ни дојдовте и драго ми е што на ваков начин денес ова утро ќе ја презентираме нашата убава Македонија, така ли е?
Сакам да ги поздравам гледачите на утринската програма. Многу ми е чест и задоволство, посебно со наставникот и колегата Диме, што сме ваши гости, за да кажеме што е она што ние го работиме, што сработивме, како беше и што направивме. Значи, поздрав до сите гледачи. Она што јас можам да забележам, малку, тоа беше малку едно задоцнување, со оглед на тоа дека некои недоразбирања околу времето, меѓутоа јас како што гледам сега како нели македонската носија треба да се облече, па потребно и време за тоа, нели? Верувам. Па добро, ние веќе сме искусни ветерани. Еве јас како скоро 2 години член на ансамбл Студио Фолклор. Имавме настапи доста и тоа се држиме професионално. Морам да му честитам на наставникот Љупче, бидејќи прво има другарски однос, толерантен однос, меѓутоа го држи нивото на професионализам. Веќе го фативме тоа од наставникот. Ритмот е фатен. Секако, значи мораме да се спремаме и кога е кнап времето, значи да бидеме секогаш спремни. Да го кажеме и името? Моето име е Јасминка Костадиновска, да. Јасминка Костадиновска и нашиот гостин исто. Добро утро секое утро. Јас сум Димитар. Чест и задоволство ми е што сум дел од ансамблот Студио Фолклор. Исто јас сум член на групата на ветерани. Играорец. Така е, играорец. Уште поголема чест ми е што јас сум присутен во ансамблот со целото моје семејство. Браво. И сопругата моја е дел од групата на така, ветерани. љубовта кон македонската Така, традиција ја пренесуваме и на нашите дечиња. Токму така, децата ми се членови во помалите, во детските групи. Браво. И едноставно сите Уживат. заедно функционираме како едно семејство големо, кое што ете си ги најдовме убавите работи, убавите моменти токму во ансамблот Студио Фолклор. Сакам да нагласам дека фолклорот е нешто прекрасно. Јас сум и поранешен играорец, правев некое време пауза, еве сега сум повторно активен и може да кажам дека убавото се враќа повторно. Да, токму така, убавото се враќа повторно. Нормално, треба, нели, сепак да влезе човек во колосек малце и време. Тренинг малку, да. Така е. Физичка активност е сепак. Секако, секако. Ние сме активна група на ветерани, 2 пати неделно имаме проби. Браво. Поздрав до исто така и до наставничката Стефи, која што ги одржува пробите. Едноставно големо задоволство и уживање е да ја презентираме Македонија тука. Јас имав можност, како што кажав, еве да присуствувам на концертот 10 години јубилеј ансамбл Фолклор и од она што јас имав можност да го погледнам, да го впијам, да го видам. Навистина доживувањето беше дури и со солзи на очите, затоа што сето тоа да се доживее, а да си ја носиш Македонија во срцето и да ја гледаш на сцената, тоа е Македонија, така? Е навистина едно преубаво и вистинско доживување. Љупче, еве ги ветераните, колку ветерани имаме во моментов, колку е бројот на ветерани во Фолклор? Значи, се зголеми бројката кога почнавме, беше тоа една мала бројка од 7-8 играорци, меѓутоа еве сега како напредуваме, како расте и бројката на членови. Значи, многу луѓе го следат нашиот раст и те се желни се пронаоѓаат тука. Нашата бројка се зголеми над 30 и нешто ветерански членови само, значи членови ветерани. Значи тука не се само поранешни играчи, значи доаѓаат и луѓе кои никогаш не играле, меѓутоа се пронаоѓаат. Што значи дека можеме и ние доколку сакаме. Јас тоа го нареков не ветеранска група, него фолклорен аеробик. Да, така е. Фолклорен аеробик. Значи за тие години фолклорот е еден навистина прекрасен аеробик за целото тело, за разбежување на целото тело. Кога ќе почне таа прекрасна музика, тогаш се понесуваме и летаме, значи даваме се од себе, уживаме во тој прекрасен македонски колорит. А колку е прекрасна нашата убава македонска песна и музика, поготово и оро. Јас ке замолам повторно од режија да погледнеме материјали додека ние зборуваме, а би сакала да ја прашам Јасмина, од кога е љубовта еве кон македонскиот фолклор и како играорка колку време сме, колку години се бавиме токму? Па како што споменав, да, значи јас се приклучив пред неполни 2 години во предходно како малецка не си била член на некој играорна група? Да, јас бев играорка, меѓутоа тоа во училишните без разлика, тоа сакам да го знам, значи меѓутоа мали нозе, така? Да, значи на предлог на една моја колешка сега во Студио Фолклор, мојот стоматолог вели, абе, дали сакаш, вика, да се приклучиме на играорна?
Велам не вели два пати. Значи јас и во душа си ја носам македонската песна, македонското оро и просто ме исполнува, апсолутно ме исполнува секое оро, секоја проба, со нетрпение очекувам. Значи покрај работните обврски, јас сум наставник по англиски јазик. Нас во групата ни има од сите профили, значи ветераните кај што сме, мораме да ги усогласиме сите работни обврски, меѓутоа јас верувам и тоа е така и се осеќа таа енергија дека со срце и душа едва чекаме да имаме проба. И како што спомена Љупче, не само што е аеробик, тоа е една таква добра кардиовежба, посебно еве да речам ние повозрасната група, нели не сме најмлади, меѓутоа многу е добро и за здравието и за раздвижувањето, а пред се да речам другарството. Значи тука ние станавме како што спомена и Диме, ние сме едно големо семејство, едно големо другарство, владе на почит меѓу нас и разбирање, а пред се е тоа љубовта кон фолклорот и она традиционалното македонско кое што не спојува сите нас и со душа чекаме сите кореографии, сите ора. Значи нема некој што бил почетник, еве јас сум била можеби како помлада играорка, меѓутоа ората кои што ги учиме, наставникот Љупче и наставничката Стефи и целото семејство Маневски се прекрасни, прекрасни луѓе, прекрасно семејство, не примија во нивното семејство и ние просто уживаме. Значи тоа е едно задоволство. Јас уживам вака кога те слушам, да, многу ми е мило. Многу и затоа уште веднаш кога имаше предлог нели да се пријавам без размислување, веднаш напишав, значи мене ми е чест да ја представувам Македонија не само на сцена, не во телевизија, не во Шпанија, Калела и сите наредни турнеи би рекла. Се надевам нели наставнику. И со убаво друштво, значи ние патот не го осетивме. Значи ветераните ми беа една таа група понапред и позади во автобусот ни беа уште двете групи од ансамблот. Значи ние толку бевме сплотени и тој пат до Шпанија од 2500 километри просто не го осетивме, бидејќи во автобусот имаше премногу дружење, премногу пеење, премногу музика. Па вие сте едно големо цело семејство, како што кажавте, не се чувствуваат. Сега многу ме интересира шпанците како ве доживеа и како ја доживеа нашата македонско оро, нашата култура и традиција. А гледам дека како сте ја презентирале во најубаво светлина, како што вие си знаете и умеете студио фолклор. Шпанците има можност по трет пат да не видат, значи студио фолклор по трет пат замина на ова прекрасно гостување и овациите беа значи на високо ниво, значи од 40 ансамбли, само еден ансамбл беше од Македонија, само студио фолклор беше од Македонија. Значи овој прекрасен колорит вие носи игрорците греа на сцената, тие беа малце. Какво е чувството кога ќе го погледнете вашиот резултат на сцена? Не може да се опише тоа со збори. Тоа треба само да се доживе. Верувате дека имам поголема трема кога ги гледам нив. А со што се представивме? Да сум ја на сцената. Се представивме со кореографијата Троп на Лоро. Троп на Лоро, да. Тоа е кореографија во прекрасните скопски Да, само што сакав да прашам од кој крај оваа носија? Од Скопска Блатија. Значи бевме во секој поглед значи видени, имавме едно големо дефиле каде што и тие земаа учество, значи имавме таа чест и ние да го водиме напред дефилето, бидејќи мора шпанците самите домаќини побараат да се види овој прекрасен колорит, оваа убавина, затоа не ставија на чело. Кога побарале, тоа значи дека се воодушевени од нашата македонска убава традиција. Да, имавме 5 настапи, значи за во рок од 5 дена, значи бевме максимално исполнети, ангажирани, да кажам дека имавме и проби, хотелот каде што спиевме, значи редовно многу убаво поред базенот да се направи проба, дури еден дел од момци и на плажа, значи не себично се дадоа да се го извежбаат свој дел, каде што и туристите на самата плажа дава аплаузи и овации. Браво, интересно. Значи ние не го криеме, сето тоа што е убаво мораме да го прикажеме. Да, би се надоврзала на Љупче за тоа што кога беше дефилето, Калелја е туристички град. Значи покрај тој фолклорен фестивал кој што се одржува и покрај многуте групи кои што беа таму, мислам дека нашава носија се истакнуваше. Ние имавме барање од луѓе, значи одиме и само може да се сликаме. Значи беше прекрасно доживувањето и чувството кога некој ќе те застане. Не само од Естонија, од Турција, дури имаше и од Канада.
ансамбли, да. Така тие се интересираат, тие многу се интересираат за останатите традиции, а поготово кога ќе видат вакво нешто колоритно, меѓутоа секако и се лепи за уво нашата музика и нашиот ритам е несекојдневен и неповторлив и единствен и затоа и не може да се одмине никако на никаков начин, туку одмине. едноставно само да се воодушеви човек на Значи сето. многу дружба и со другите ансамбли, значи покрај сликањето, значи имаше и дружба со другите ансамбли. Се во све навистина беше едно прекрасно доживување за некој од нив. Прв пат, значи што не играле за игроците, што оделе и во повише години на фолклорна игрона го знаат тоа, меѓутоа ете пак ќе кажа дека со студио фолклор има некоја посебна енергија, посебна магија, посебна драж и ние оваа турнеја од 10 дена, значи ние осетивме многу брзо ни помина, нели што велат кога ти убаво многу брзо поминува времето. Би побарала повторно од Реджија да ги погледнеме затоа што многу е убаво да видиме како во Шпанија вие сето тоа го изведовте и го доживеавте, за оние кои што можеби малку подоцна, еве ќе ги погледнеме фотографиите, па може и сега на овој начин пред крајот на нашиот разговор и да ги искоментираме. Еве ќе му дадеме малку простор на Димитар. Ова се моменти од дефилето, Диме, нека Ова се моменти од дефилето, сакам да нагласам дека при изведување на самото дефиле ние пеевме песни, меѓу кои што и нашата најпозната македонска девојче. Особена гордост е и чест кога ќе видиш некој од страна како станува ракоплеска и се придружува на песната. Сакам да нагласам дека нашиот фолклор, нашата песна е слушана и ја знаат и други. Навистина дружењето беше на највисоко ниво. И вака си се шетавте низ Си се шетавме низ градот. Во Шпанија, како што кажавме, и туристичко место. Каде што чекавме за настап, еве пак се слики од дефилето. Така, едноставно на дружењето му немаше крај. Да, секако ние одбранивме и честа на државата на еден начин. Горди македонци бевме таму. Па еве се гледа. Така, од прикажаното. Така е. Многу ми е драго што ова утро ни ја разубавивте утринската програма, поготово и на ваков начин. Јас морам да се заблагодарам на Јасмина што се потруди Македонија да ни ја донесе преку носијата во Добро утро секој утро. Меѓутоа, Љупче, ќе споменеме еве на самиот крај, ќе ги искористиме овие минутки со оглед на тоа дека не само во Шпанија, ќе одиме и во Кореја. Па што ќе можам да замислам корејците што ќе прават кога ќе ја слушнат нашата песна. На самиот јубилеј пристигна и официјалната покана од Кореја, каде што Кореја се работи за еден светски реномиран фестивал, јас би рекол светско првенство во фолклор, и студио фолклор има таа можност од 20 годишното постоење на тој фестивал во Кореја, прв пат македонски ансамбл да стапне на тој фестивал и како што реков да ја брани честа на Македонија. Значи во септември месец треба да заминеме за Кореја. Подготовките се сега со документи, со многу други процедури се во тек. Се собираме, ќе имаме некаде крајот на август и цел септември до поаѓањето за Кореја ќе имаме макотрпна работа, бидејќи мора до танчина до ситница да се средиме, ќе биде пеколно тешко, ќе имаме секој ден проби како што ни беше и за јубилеот, значи имавме ние од понеделник до недела проби како да сме на работа, значи. Што го видов, верувам. Меѓутоа немаше пауза на концертот. Немаше пауза за прв пат еден ансамбл, слободно можам да кажам дека да искочи на сцената 2 часа и 15 минути без тампон точка, се нема случено. Јас се воодушевував кога успеа да се пресоблекуваат сите играоци со оглед на тоа дека нели се менува зависно од која игра е и оро наше македонско, меѓутоа како и да е беше прекрасно и за воодушевување. Јас посакувам да се ни живи и здрави. За крај, јас не ве заборев и вас, значи Слободанка за тебе за искра, едно мало сувенирче, едно внимание од Барселона. Значи имавме можност да ја потсетиме и Барселона. Еве сакам ова да ме потсеќа на нас и секогаш да сме во мислите и секогаш сте ни добредојдени. Значи како на концертите така можете слободно да дојдете на нашите
нашите проби, значи ние покрај пробите многу се дружиме, уживаме во дружбата. Да, треба се тоа што го зборуваме па да го... треба, еве сега, например, во Кореја можеме да дојдеме. Да, можеме да дојдеме, да. Зошто да не и во Шпанија следната година. Може. Да, па ќе снимаме и таму. Може. Така, ви благодарам уште еднаш, како што кажав, презентирајте ја Македонија, вие како што се знаете и умеете, и она што јас исто го знам како вие ја презентирате нашата македонска традиција, и се гледаме повторно кога ќе се вратите од Кореја. Од Кореја. Благодарам, велат, малите нешта го чинат животот и овој гест е многу голем. Така, благодарам и секое добро. Ви благодарам на сите, уште еднаш и до останатите членови, честит јубилеј.